Исто време и исто место, но сосема различни информации во Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Со средства од Европската инвестициона банка ќе се подобри ефикасноста на водовод. Земјоделците му даваат двојка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Американецот Раме заминува од кошаркарскиот клуб Куманово. Со 1.600.000 евра, средства обезбедени од Европската инвестициона банка, ќе се менуваат старите водомери во Куманово. Овој проект ќе возможи да се подобри ефикасноста на предпријатието, бидејќи ќе бидат набавени и нови инструменти со кои ќе се детектира загубата на водата. Министерството за транспорт и врски деновиве ќе го распише тендерот за проектот замена, инсталација на водомери и нивна интеграција во систем за далечинско отчитување во системот за водоснабдување на општина Куманово, информираа надлежните од јавното претпријатие Водовод. Проектот е вреден 1.600.000 евра, средства обезбедени од Европската инвестициона банка. Со проектот се очекува да бидат заменети помеѓу 8 и 10.000 водомери во Куманово со нови електронски. Ќе бидат набавени инструменти за детектирање на подземни дефекти и креација на реални виртуелни зони на водоснабдување за менаџмент со загубите на вода. Во рамки на проектот ќе бидат поставени и инсталирани преносни ултразвучни мерачи на проток и притисок, софтвер за менаџирање со зоните за водоснабдување, со што ќе се постигне оптимизација на притисокот во системот за водоснабдување. Проект одобрен 2014 година, но поради, искрено кажано, политички причини до сега беше буквално блокиран. Сега успеавме да го одблокираме. Со овој проект ќе се заменат од 8 до 10.000 водомери, значи од овие механички ќе се заменат со електронски водомери и исто така ќе добиеме геокорелатори, геофонови, тоа се инструменти кои што утврдуваат дефекти на водоводна мрежа кои не се видливи со голо око. Значи, дефектот што го гледаме со голо око, ни го пријавуваат и ние веднаш интервенираме. За жал, има многу дефекти кои што не можеме да ги видиме со голо око, кои што водата си наоѓа нели пат дали до некој канал или до некој било какво друго сливно подречје, и тие дефекти ни прават да ние имаме загуба на вода околу 53%, што е во рамки на македонски просек, но ние не сакаме нели да бидеме дел од тие просеци, сакаме да одиме напред. Затоа, значи, овие со замена на овие проекти се надеваме дека ќе направиме намалување на загуба за уште 20%, затоа што ова се нови водомери со електронско отчитување, нема потреба да има од мануелно ракување со нив, нема потреба да им влегуваме на луѓето постанови да ги вознемируваме за да ги читаме самите водомери, значи со софтвер нашите инкасатори ќе може да читаат од надвор, со што се надувам дека ќе се зголеми и ефикасност на наша работа, стабилност на предпријатие, а и за граѓаните ќе има бенефит затоа што ќе се работи за нови водомери кои што ќе ја отчитуваат потрошувачка на вода на еден коректен и конкретен начин. Да нема, значи, веќе размислување дали водомери добро отчитуваат, дали не отчитуваат, значи ќе се работи за нови водомери кои што имаат гаранција 10 години дека ќе бидат комплетно функционални и ефикасни. Со ова инвестиција се заокружува 4-годишниот инвестициски циклус на јавното претпријатие Водовод. Циклусот на инвестиции почна скромно, со 30.000 американски долари за изработка на проект за намалување на загуби на вода, успешно спроведен од Дунавско сливно подрачје за зонско утврдување на загубите на вода. Во предпријатието беше отворен и центар за грижа за корисници, со кој се надминуваат проблемите кои што предпријатието ги има со потрошувачите, а за кој се обезбедија 30.000 евра од швајцарската амбасада за изградба на центарот. Газда на погон за производство на чевли во поранешната фабрика ЧИ Куманово барал од работниците да му вратат дел од минималната плата што ја исплатил за октомври. Дел од работниците му ги вратиле парите што ги бара, додека останатите реагирале и ја прекинале работата, но случајот го пријавиле во невладината организација Гласно Текстилец. Откако интервениравме им беше речено да не ги враќаат парите, но наредниот ден продолжија притисоците. Моравме да интервенираме за да престанат притисоците
земјоделците и случајот го пријавивме во трудовата инспекција. Работниците ни потврдија дека излегле на терен, изјави Кристина Ампева, председател на Гласно Текстилец. Таа додава дека услови за работа во кумановските чевларски погони и фабрики е многу лоша и дека работниците се жалат за искористување на нивниот труд. Деновиве имало пријави од работници дека газдите го злоупотребуваат системот за евиденција на работното време и не им плаќаат преку време на работа и работа за празник, ниту пак им е исплатен К15. Од Сдруженијето ги охрабруваат работниците да ги пријавуваат злоупотребите на газдите на Законот за минимална плата за да можат навреме да се реагира. Враќањето на пари од плата е кривично дело и се казнува со затвор од 3 месеци до 1 година. Покрај во Куманово злоупотреба на минимална плата имало и во Делчево и Валандово. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за својата работа во период 2013-2016 година доби двојка во земјоделците. Ова го покажува истражувањето на Рурална коалиција, кое е спроведено во период октомври-ноември годинава. Земјоделците не се задоволни од работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот од 2013 до 2016 година и му даваат двојка. Покажува истражувањето на организацијата Рурална коалиција, кое денеска беше промовирано во Куманово, а е спроведено во рамки на проектот Отчетност за сработеното со парите на граѓаните, реформа на јавната администрација која тешко се достигнува. Незадоволството е поради нефункционалноста на работните тела, кои треба да обезбедат учество на земјоделците во креирањето и спроведување политики. Во истражувањето на Рурална коалиција, реализирано во октомври-ноември годинава, се опфатени 400 испитаници од сите региони на ниво на државата. Она што како резултат се добие дека 45% од земјоделците, затоа и таков е и насловот, значи на самата пресконференција, му даваат двојка на земјоделството, на Министерството за земјоделство, во однос значи на неговото работење и вклучување на земјоделците. Меѓутоа, уште ако на тоа се дополни дека 21% пак му даваат единица, тогаш тоа му доаѓа веќе дека над 60% од земјоделците генерално не се задоволни од работењето на Министерството, барем во периодот 2013-2016 година. Тоа понатаму се потврдува и со фактот дека само 16% од земјоделците имаат информација како да се вклучат во работењето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи имавме такво прашање, значи дали знаат кои се телата на Министерството каде може да учествуваат, и потоа следуваше и прашање колку од нив се вклучени во такви тела, така да беа минимални 5% или од вкупно 400 испитаници само 21 земјоделец одговориле дека или се или претходно, значи во некој процес биле вклучени во работните тела на Министерството. Истражувањето покажало дека земјоделците и вработените во Министерството се согласуваат дека работните тела кои според Законот за земјоделство и рурален развој треба да го обезбедат учеството на земјоделците во процесите на креирање и спроведување политики се целосно нефункционални и нивното постоење е само формално спроведување на законските одредби. Јонески потенцираше дека последниот извештај за работењето на Министерството на веб страницата е објавен дури 2012 година, а од тој период датираат и членовите на подсекторските групи. Во претходниот период се соочивме со огромни проблеми во самото наше производство, но и во пласманот на нашите производи. Да не зборувам за пшеница, млекопроизводството ни е сведено на нула, лозарите се во проблеми, така натаму. Поголемиот дел од сите гранки во земјоделието се соочуваат со огромни проблеми и во производството и во пласманот на своите производи. Наместо да се креираат развојни политики во Министерството за земјоделие, одреден дел од администрацијата во Министерството се занимаваше само со тоа кој каде и колку ќе добие државно земјиште, а со тоа и повлекува и добивање на субвенции. Се делеа субвенции по партиска линија, се делеа субвенции на огромни земјоделски производители кои површини не се обработуваат, се даваше во подзакуп државно земјоделско земјиште и партфондовите исто така се делеа нетранспарентно.
Од Рурална коалиција информираа дека целосниот извештај на крајот на јануари ќе биде доставен до Министерството. Проектот е дел од Граѓанската алијанса за транспарентност, наблюдување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации на Фондација Отворено општество Македонија и Евротинк Центар за европски стратегии финансиран од Европската Унија. Кумановци покрена онлайн петиција со цел да ги ослободат тротоарите од паркираните автомобили. На онлайн платформата за петиција е поставена иницијатива Стоп за паркирање на тротоари, а на Facebook веќе постои страницата Кумановски ѕид на срамот, каде низ фотографии се споделуваат секојдневните проблеми на граѓаните. Целта е да се подигне свеста за сообраќајната култура кај возачите, а воедно и надлежните да преземат мерки и да ги казнат оние што не го почитуваат законот. Тие ги охрабруваат своите соограѓани да им испраќаат фотографии и видеа од прекршоци во сообраќајот. Дваесетина воспитувачки од Кумановската градинка Ангел Шајче денеска беа дел од работилницата на професор доктор Зендел Абедин Шехи, на која се запознаа со невербалната комуникација како алат како ќе им ја олесни соработката со децата, но и со нивните родители. Воспитувачките од Кумановската градинка Ангел Шајче денеска имаа можност да присуствуваат на работилница преку која дојдоа до нови сознанија за невербалната комуникација и емпатијата која треба да им помогнат подобро да ги разберат дечињата, но и нивните родители уште кога првпат ќе влезат во воспитните установи. Како што изјави директорката на градинката Ангел Шајче Марина Алексовска, ваквите работилници даваат подобра можност за усовршување на воспитачките со цел грижата за децата да се подигне на повисоко ниво. Она невербална комуникација која што е навистина многу битна денеска да ја прочитаме ние како вработени во детската градинка. При првиот контакт со родителите, со децата, онаа комуникација помеѓу самиот персонал, комуникација со децата. И затоа во нашата установа професионалното совршување е континуирано, постојано и од круцијално значење и затоа се надеваме дека денешнава работилница и денешново присуство на професорот е од големо и битно значење за нашето понатамошно усовршување и давање на подобри услуги и квалитет на децата згрижени во установата. На работилницата обука држеше професор доктор Зендел Абедин Шехи, кој ваквите работилници ги оценува како можност заедно да се подобрат способностите во комуникациите, но и да се развијат соработничките врски, пријателства помеѓу колегите, студентите и другите градинки. Не е доволно само знаењето на факултативни теории, треба практичните способности да ги аплицираме во реалноста, да ги добиеме повеќе луѓето околу нас и да ги добиеме како подобро да ги добиеме и нашите соработници, колеги, колешки, раководители во институции, и да се подобрим во нашите вештини на способности да ги разбираме. Се работи за техника на емпатија. Емпатијата е вештина каде што ги разбираме чувствата, емоциите на луѓето околу нас, дури новинарите, така што ги почитуваме нивните емоции и чувства. До децата што се наоѓаат во ова градинка. Ќе работиме интензивно околу 4 сата, ќе трае нашето скромно за нема да штедиме време и стрпение, ќе поделиме тоа што умееме да им покажеме како да бидат подобри и тие и јас со нив заедно. Според професор доктор Шехи, искуството никогаш не е доволно и тоа секогаш треба да се надоградува. Во рамките на проектот Одржливи модели за вработување на ромите, општина Куманово во соработка со Хабитат Македонија и Дром организира сајм за вработување и кариера. Сајмот ќе биде организиран во два дела. За време на првиот дел ќе се организира панел дискусија со представници од Агенцијата за вработување, Ромскиот информативен центар и општина Куманово, додека вториот дел ќе биде интерактивен со представување на локални фирми и компании и катче за кариерен развој за сите заинтересирани посетители. Сајмот ќе се одржи утре од 12 до 14 часот и 30 минути во Центарот за култура. Компаниите кои ќе учествуваат ќе имаат директен контакт со кандидати обучени за профили од соодветен интерес од Куманово и околината, промоција, видливост и маркетинг и можност да се вмрежат и поврзат со локални јавни институции и приватни компании.
Ветераните од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав Христијан Тодоровски Карпош вчера ја одбележа годишнината од Дреначка битка во селото Дренак, каде во 1943 година се одвивале најважните битки за ослободувањето помеѓу Вардарскиот четнички корпус и баталјонот Орце Николов. 20 на членови на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав Христијан Тодоровски Карпош од Куманово вчера заминаа на спомен обележјето во село Дренак, каде на 11 декември 1943 година се одиграла една од најважните битки на овој терен помеѓу Вардарскиот четнички корпус и баталјонот Орце Николов. Членовите на Сдруженијето во име на битката за слобода положиле свежо цвеќе во селото и оделе почит на борците. Во таа битка Карпош, иако со неговите партизани, иако многу послабо наоружани во однос на четниците, со една мудра тактика, заземајќи ја најважната точка во село Дренак, во Каменитичка мала, извојува една многу важна победа, која беше важна за морал, самиот морал на партизаните, кои понатаму продолжија со битка се до конечно ослободување. После завршувањето на оваа битка се приклучува уште 30 партизани во состав на овој баталјон. Во битката на Дренак баталјонот Јордан Николов Орце извојувал победа над припадниците на Вардарскиот четнички корпус составен од 4 бригади. Од баталјонот загинале борците Тоде Георгиевски Мендол, Миливој Бошковски Кипра, Доско Величковски Молер, Павле Илиевски, Дојчин Дичковиќ и Владо Тасевски. Кошаркарот Грифин Раме до крајот на годинава ќе го напушти кошаркарскиот клуб Куманово, откако не пронашле заеднички јазик околу одредени прашања поврзани со договорот. Веќе е во активни преговори за трансфер во нов клуб, а од управата велат дека акцентот се става на македонските кошаркари. Американецот Грифин Раме до крајот на месецов ќе го напушти кошаркарскиот клуб Куманово. Како причина за ваквата одлука се недоразбирањата кои настанале со управата на клубот. Информацијата е потврди и самиот кошаркар кој вели дека сака да остане во Куманово, но не по секоја цена. Јас не сакам да минувам клубови во средина на сезона. Убаво ми е тука, но наидовме на одредени недоразбирања и мислам дека е најдобро договорот кој што го имам со Куманово за до крајот на сезоната да го раскинеме спогодбено во интерес на двете страни, рече Грифин. Како што посочи, веќе е во активни преговори за негов трансфер во нов клуб на полусезоната кон крајот на оваа година, но засега не сакаше да открива детали. Да, во активни преговори сум, но засега не би откривал повеќе детали додека не донесам конечна одлука. Би сакал да останам да играм за некој клуб на Балканот, додава Раме. Информацијата ја потврди и од управата на кошаркарскиот клуб Куманово, од каде веле дека договорот ќе биде раскинат спогодбено, а платата која доцни, како и на останатите ќе му биде исплатена и на американскиот кошаркар. Фокусирани сме целосно кон домашните играчи и шанса ќе дадеме на македонските млади кошаркари, вели спортскиот директор на клубот Дарко Петковски. Една од причините за ваквиот развој на настаните најверојатно се и финансиските проблеми со кои се соочува клубот, откако новата локална самоуправа го скрати финансирањето за 50%. Претходно, поради намалување на трошоците, клубот спогодбено се откажи од своето учество во Библ лигата, но во меѓувреме се засели со двајца домашни кошаркари, Адем Микиć и Бобан Стајиć. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Владата со 43,37 милиарди денари во 2018 година ќе ги подобрува состојбите во областа на трудот и социјалната заштита, заштитата на децата, инклузијата на ранливи групи граѓани, а ќе се овозможи и законско усогласување на пензиите и нивна редовна и навремена исплата и ќе работи на намалување на невработеноста. Најголемо зголемување на средствата има во област на детската заштита поради константните катастрофални состојби, а со цел поголем опфат на деца и подобрување на просторните и кадровските капацитети за згрижување на децата. Машиновозачите ќе продолжат со штрајкот се додека не им се исплати вториот дел од платата за октомври, порача Душко Чакаровски, машиновозач во Македонски железници АД Транспорт на денешната пресконференција. Тој посочи дека железничкиот товарен и патнички сообраќај е во целосен прекин поради протестот на вработените и додаде дека утринава сообраќал само патнички воз за Гевгелија, што го управувал вработен затоа што не го испочитувал договорот. Како што посочи, доколку на вработените до 25 декември не им се исплати платата за ноември, повторно ќе штрајкуваат. Македонија и Косово развиваат добра соработка и ги продлабочуваат односите. Случајот дива населба е чувствително прашање што не треба да предизвика проблеми во билатералните релации.
Оценија премиерите на Македонија и на Косово Зоран Заев и Рамуш Харадинај на заедничката пресконференција по денешната средба во Приштина. Заев и Харадинај разговарале за заеднички проекти како што е автопатот Скопје-Приштина и за аспирациите на двете земји за интеграција во евро и евроатлантските структури. Косово и Македонија имаат добри односи и ги обединува евроатлантската перспектива. Со Заев разговаравме за продлабочување на соработката и за обврските што во тој контекст треба да ги завршат двете влади, изјави Харадинај. Премиерот Заев го поканил косовскиот колега да ја посети Македонија. Времето во Куманово денеска беше сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 10 степени, а минималната 0. За утре метеоролозите најавуваат делумно сончево време, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 10 степени, додека утринската ќе се намали до 2 степени Целзиусови. За денес толку, за утре ви препорачувам да не следите во исто време. Ви посакувам убава и пријатна вечер, довидување.